Познато ви е тоа, Емин братчет, нели? Сте го гледале, кој го гледал нека плесне? 1, 2, 3, 5. Добро, Емин братчет, познат ви е, така? Оструга, од селото. А ще те села, пријател. Ја викам, замисли, Емин братчет да ја пее оваа моса, сибо се ми мата, како ќе изгледа. Моса, а сибо се ми мата. Крај, некој го гледал, некој не го гледал, не е ни битно. Пропатна шега. Кога се више кај ромите, да кажем еден вид за ромите. Го фатиле циганчето како краде и му рекле, сега сакаш да те убием или да те ебеме? Да ми ебите, чичко. И му дале вазелин и земал циганчо и тука се шлапнал. Се мачка. И му рекле, абе глуп, на газот на мачка се да не те боли газот. Газот ќе поминува, чичко, од душа ќе боли. Македонија! Денеска имаше ракомет, нели, јас сум за металург, не ме кајете со чаше, не ме Митко, знам нека си ти за Вардар. Денеска ладно е, минус 8 степена надворно и усала излеја, леле. Така ли е, Владо? И, гледам, металург Вардар, едно време гледам и ми текнува на еден лик, луѓе, ликот многу ни фали у нашиот ракомет за да биде комплетен, фул и многу смешен ракометот, да биде скроз забавен како што е сега, ма плюс до забавен. На кој лик мислам? Знаете, еден тренер наш, екс-селектор. Така е! Звонко Шундовски. Дечкото фали у ракометов за да ни биде онака најјако, фул интересно удржава, ни фали у ракомет. Гледам и викам, дај да го гугнам, кај е човеков шо прави, и го гугнам, пишам Звонко Шундовски на Google и ми искача прва статија, прв наслов, кој ќе биде наследник на Шундовски. Викам, наследник за шо? Жена му да не објавила оглас нешто, не знам, ради. Зашо би го оставила жена му? Зашо? Изгледа, дома се понашал као Македонија на светското, не клавал доволно. По дома, голој. Знам, леле, луѓе, типот ја имаше најјаката тактика у историјата на екипните спортови, у сите тактики што постојат. Играјте убо, клавајте голој, појке одними и тепаме. Само ова ракометари не писмени, бе, луѓе. Не талентирани, не знаат проста тактика да спроведат. Клавајте голој, појке одними, тепаме 100%. Неталентирани, бе, не е човекот крив. Просто здравје. Или, како ни се паѓат све него такви селектори и овој Пипан. Исти Пипан, исти Шундо. Губиме 25 разлика на Европска у Словенија, свикува тај маут, вика сега Кузден шо ќе им каже и тактикава. Ајмо, добијам у пичку ватеру, добијам, ало! И искача после капитенот на пресконференција го прашуваат која беше вашата тактика за денеска. Шо ќе каже човекот? Па ни рекоа да добијам ово и сите у пичку матерно да идеме. Са глупости. И јас си викам, овој Шундовски, не, дали човекот има клецано нешто у животот? Не, мислам, со таква тактика не можеш ни Уганда на пријателска да ја тепаш или да ќариш нешто. Значи, не може, луѓе. Значи, како би се пуштал он на некоја цура у град, да го замислиме, пошто жена му да речеме нели го оставила не клавал доволно по дома голој, го оставили сега он иде у диско и се пушта на цурава со тоа таблата и со фломастерот. Ше ти вика, слушај, Пиле, од битола Пиле вика. Пиле, слушај, те знам јас тебе. Ти агресивна одбрана играш, кога се караш со дечко ти ностоп со рацете во виси. Те знам ја тебе, слушај Пиле. И покаже на фломастерот, слушај Пиле. Ќе ти влезам одавде, нема да ме сетиш, јас ќе сум ти напикер, влезам до пола на 6 метри без престап. Има да ти клавам, ќе те раструвам ко Македонија на светсконо. Шо збориш бе? Кире, оди објасни му. Македонија! Читам доле на Google, скролам надоле и гледам изјава на Шундовски и вика: игравме лошо со играч вишок. Добро. Како може да биде добро ако сте еден вишок? Например, еве со жената у кревет, двајцата ман сте, ами ако имате еден вишок што правиме? Не, значи ќе се карате кој даклава појке. Нели? Едниот ќе мора да добие 2 минути, а другиот ќе мора да клава побрзо, иначе ќе му свират пасивен. Разбира? Хаос. Македонија! И гледам на интернет, некој пат ние ова што работиме оваа работа, некој пат немаме доволно инспирација, немаме креативност и тогаш се пребацувам на нашите забавни портали
и там има еден куп глупости, не мора да се замараш, само правиш копи-пейст на текстот и искачаш на сцена. Читам еден текст, вика најдобрата секс поза на тросет. И го отварам текстов и текстов почиња као топ шоп реклама за тросет. Креветот повеќе не ви изгледа примамлив, освен за спиење. А таа ве гледа со влажен поглед. Да, ме гледа со влажен поглед, кога гледа бурни времиња на Сител. Највлажен е, повлажен него тука кога ме гледа. Викам, еден брз поглед во холот ве тера да се фокусирате на троседот. Од кај знаат они кај ми стоиме на троседот? Не, мора у хол да ми стои троседот. Глупости. И после вика, иде текстот и сега иде хорор. Ја го нареков хорор текст. Пошто звучи како да е изваден од мемуари на серијски убица. Вака звучи. Колку пати сте замислувале како ја фаќате за косата и ја фрлате на стомак и она крши нога, пример. Колку пати сте замислувале како ја фрлате на стомак и проникнувате во неа. Не, кој е зборов? Проникнувате во неа. Не, мислам, како да проникнам во неа? Не, брат, еве, ти со цурата дојден, да те прашам, девојче, те прашам, замисли да ти каже вака. Маче, слушај сега, сакаш да те фатам сега за коса, да те треснам од земја, да те читнам овдека, али овој пут да не скршиш нога и да проникнам у тебе. Ке му даеш ли? Ништо, значи, не мислам. Абе, ти многу идеш у детали сега, не претерај, види го бе. Никнат, стана, дигнат, што правиш, брат? Stand up, Македонија!